Многу љубов, добра волја и пријателство без граници. Тоа им било потребно на група струмичанки да се организираат и да подготват тримерска трпеза. Јуле Зазова не пречека во својот дом кој беше уреден со сите тримерски нишани. Посна храна, свечено уредена трпеза, свежо цвеќе, музика во позадина и полна маса расположени жени да се потсетат на убавата струмичка традиција. Маре Филчевска вели дека ова е обид да се сочува еден убав спомен од младоста и како аманет да се остави на следните генерации. Ние на времето се правеше повеќе тримери и повеќе тримерски ручици. За да ја обновиме ние оваа традиција, сакавме да го направиме тоа, да ги подсетиме на младите дека стварно е убаво. Дружба со жените, да се насмееме, па да запееме, па и да си направиме еден убав ручек, да си ручеме, значи сакавме тоа, со голема желба го направихме и така. Организирани сте неколку Организирани, жени, да. заеднички ли го подготвивте ручек? Да, заеднички. Значи, секоја по нешто си направи од ручекот, за да се собереме, да ја одбележиме традицијата, ама ручекот се доликува на тримерски. Што содржи тримерскиот ручек? Како те еве, што е специфично? Како прво да биде посен. Посен затоа што почнаа великденските постови. Се прави посна сарма со ореви, се прави посен граф, бел, се прави компот, се прави граф, бомбици правиме од варена пченка. Обично пченката се праеше така. Партокали, боза, тие се женските пијалаци што ги сакаме и што посното јадење содржи. Што е потешко да се направи? Има ли некоја специфика со оглед дека еве зердето как дали е тешко? Па да или ти кажам, речеме да, секој не знае да го права зердето, затоа што оно е специфично. Се прво кисне, па се трие со раците и се вари. Значи треба да го погодеш. Колешката Јулито, она за тоа си беше обврзена и го направи. Иначе и сармата. Сармата со ореи мора да знаеш как да ја направиш, значи секој не може да ја направи. Сарма правиме сите дома, секој у неделата или у 2 недели еднаш. Ама таа се прави со ореи и мора да знаеш как да ја направиш. Иначе за другите работи не е толку. Ако да речеме едно семејство или ако сака да ја обележи традицијата, колку време му треба да ја подготви оваа трпеза? Па еден ден да. Еден ден да. Мора да се месе погачката, мора да се направи сармата, мора да се свари гравот, мора да се направи пченка варена. Значи еден ден апсолутно може да се потроши за тоа што се готви. И бидејќи вие денеска сте влезени во традицијата, имате ли намера да ја зачувате и да се ја правите во следните години? Па да. Ние и така се собираме, ние сме другарки, и така се собираме, си правиме кој шо од дома. Значи никој пат ние не купуваме ништо. Секогаш си правиме домашно. Некои од присутните и самите ги правеле тримерските обичаи децении порано, кога биле млади армасани девојки. Значи, јас сум армасена 77 во ноември месец. Така да во март наредната година, 78 имаше тримери. И решивме, мајка ми уствари решија со свекрва ми да прават тримери. По тој случај, во тоа време требаше повеќе жени да се соберат
да го прават ручекот. Сите обичаи што е правено, имав тетки две во Скопје, тие дојдоа, се сеќавам, од тука имам тетки 2-3 и тие, мајка ми, значи цел еден ден, претходниот ден, цел еден ден тоа се спремаше. Сега, другиот ден веќе требаше да дојдат. Младоженецот или вереникот, во случајот вереникот мој, донесе со 2 ѓумчина боза. Бозот ја донесе, свекрва ми направи синија, тога и се викаше, со капут, со долен веш, со фустане, костумче и што е најважно, злато. Значи, 3 лири злато, обавезно се носеше злато. Обавезно. Нараквица, прстене од золвите, а свекрвата имаше 3 лири. Значи, тогаш на тримерите се даваше повеќе отколку на веридбата. Тој ден свекрва ми си ги собера нејните си жени, а ние дома, мајка ми си спрема маси со нејните жени и по патот од секоја уличка излегуваа народ, излегуваа жени, облечени во костуме класични, со кондури убави, со чорапи, тенки, убави. Това беше милина да ги гледаш жените. Со сини сите у рацете, а подалечните што имаше, си носа бакшиш. Си носа кој што сакаше да подара, значи, на невестичката. И доаѓат дома кај нас, се прачекуваат прво, седнуваат и пред да почнат да јадат, они си даруват невестата прво, кој што носе, и после почнува песни, еротски, смех, вицове. Тоа беше убавина. Тримери е познат и како празник на армасаните. Тој ја изгубил својата првобитна форма, но како обичај во Струмица се уште се одржува, како и сите адети што го придружуваат обичајот. Целиот тримерски церемонијал, или како што се нарекува празникот на армасаните, се одвива во куќата на невестата, во среда, и тој ден го прославуваат исклучиво жени кои одат на ручек кај верината. Гостите што ги кани свекрвата одат групно, односно се собираат прво кај свекрвата и од тука сите одат на ручек кај снаата. Секој што оди на ручек носи и подарок на невестата.